сега имате зголемување на владиното мнозинство. Добро. И тука се постава прашањето, ќе остане ли некој македонец во власт? Ќе може ли некој македонец да биде министер, да биде функционер? Или ова власт ќе оди до тие граници за да спроведе одредена политика или да се спасат одредени кариери, да дозволи албанските партии да имат све во државата. И така досега беше наметнат тој впечат дека Артан Груби е премиерот, а дека Зоран Заев тамо само фигурира како одредена фигура. Сега тој впечаток е дополнително засилен. Гледате, која е хистерија на социјалните мрежи. Распродажба, национални интереси, готово е. И еден Венко Филипче, кој до пред месец дена растур систем го правеа, сега се менува приказната, викат, па тој Венко Филипче требаше да остане, па тој е добар министар, гледате кој ќе дојде со стоматолог, некој да алтернатива и така натаму и така натаму. Ќе има ли некој македонец во владата? Венко го спомена, че Венко ми е другар. 25 години го познам, си ги знаеме сите добри и лоши страни. Мене ми е навистина жал што таа позиција мораше да биде дадена на коалицијскиот партнер. Му замерате на Венко, бидејќи Венко беше кадар на Јас на Венко му го кажав мојот став. Другарски му го кажав мојот став. Јас му кажав што требаше да направи после што се случило. Тето му кажав и сега што треба да направи. Деспотовски, вие бевте човек на Радмила Шекеринска. Вие, Јане Макрадули, Дамјан Манчевски. И останувате во извршен комитет на Бранко Црвенковски. Добро. Тоа се доживуваше како предавство на Радмила Шекеринска. Венко Филипче исто дел на играчите од чинелот на Радмила Шекеринска. Вели Дрогерија Пановски. И успеа Зоран Заев да го привлече ке себе во својата гравитациона мок, во својата екипа и така натаму. Премногу често изневеруваат Радмила Шекеринска или Радмила Шекеринска не знае да работи со своите луѓе. Јас не сум изневерил никого заради тоа што јас никогаш не сум работел за еден или за друг. Убави кажа, самиот кажа, значи јас бев член на извршна највисокото партиско тело. Вие важите за човек на Радмила Шекеринска. Затоа што работам во секретаријатот за Јане европските Макрадули. прашања и имам исклучително почитување за нејзи, исто како што имам за Бранко Црвенковски и за Зоран Заев. И јас не се доживам ни како човек на Радмила, ни како човек на Бранко, ни како човек на Зоран. Со сите сум соработил, сите ми биле председатели, сум бил член на највисокото партиско раководство. Со Зоран Заев сум бил меѓународен секретар на партијата. Бидејќи сте работели... Така што повторно ќе кажам, и со кандидатурата сега Деспотовски. покажувам дека сум човек на СДСМ. Стои ли Радмила Шекеринска зад вашата Не, кандидатура? позади мојата кандидатура стојат членовите на СДСМ. Добро. Шекеринска е член на СДСМ. Позади мојата Стои кандидатура ли стојат Радмила Шекеринска зад вашата Позади мојата кандидатура? кандидатура стојат членовите на СДСМ. Бидејќи кога се заминува Радмила Шекеринска и се заминува поприлично бурно за стандарди на СДСМ. Може би било побурно во времето кога Бучковски оставаше власта. Сега пред 6 месеци, после непосредниот избор или непосредното гласање на началното членство и подоцна на конгрес менување на Радмила Шекеринска, таа повеќе не е на функцијата заменик председател на СДСМ. За сега зборуваме За сега зборам, 2000. да, за сега зборам. Добро. Сања Лукаревска како барање на скопското крило станува заменик председател на СДСМ. Добро. Дали сега на овие избори вие сте некоја машка верзија на Сања Лукаревска? Ова ми се допадна прашање. Ова не го очекував искрено да бидам со машка и се види, значи машко женско да не ги дели на луѓето, така му се стварно не ги делам луѓето. Нити одговорив прескани прашањата за македонци и албанци, значи потполно е неважно дали македонец или албанец. Знам дека е важно за делот од нашето општество и впечатокот она што го вели што се создаде во преговорите дека нема да има македонци во владата, меѓутоа затоа и кажувам, во концепт 28 програмата што нудам сега, значи не треба зборуваме за кој, треба зборуваме за каков човек не треба. И да, ако сакаме еднакво општество за сите, на сите треба еднаква шанса да им дајаме.